Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имейл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Престојниот духовен празник Водици Богојавление ќе се прослави на 19 јануари во многу македонски и селенички средини во светот, како и широм нашава библиска Македонија. Ќе се осветуваат македонските езера, реки и базени во кои ќе се фрла светиот крст. Веќе се пријавуваа стотици млади кои среде зима храбро скокаат во студените води. Среќниот што прв ќе доплива до крстот е бурно поздравен од насобраниот народ, а секогаш е пригодно даруван. Охрид ќе биде со најмасовна верско-културна манифестација и со убавите традиции. За прв пат Охридското езеро ќе го освети митрополитот Дебарско-Кичевски Георги, а потоа на градскиот плоштад ќе има концерт и ќе се служи топла ракија за сите мераклии. Напладне во местноста Сараиште во Охрид ќе биде извршено групно крштевање. Во Скопје крстот ќе биде фрлен од мостот во надојдените води Вардарски и во Преспанското, Дојранското и Мавровското езеро ќе се плива до крстот, како и во Битола, Прилеп, Тетово, Штип, Гевгелија, Велес, Крушево, Струга, Струмица, Берово и воопшто низ цела Македонија. Со многу обичаи, традиции и верувања се празнуваше и староновата православна година Василица. Во нашите цркви и манастири се палеа свеќи со молитви и желби за здравје, среќа и мир. Во разни краеви во републикава има разни обичаи и настани, а многумина празнуваа именден. Во голем број фамилии се кршеа погачи или мазници со паричка, се палеа и василичарски огнови во повеќе места. Во Вевчани со палењето на маските и со традиционалното василичарско оро, заврши годинашниот тридневен вевчански карневал, кој привлече голем број домашни и странски посетители во ова стручко село. Охридските нуркачи од центарот Амфора за василичарските прослави запалија оган под водите на Охридското езеро. Продолжуваме со вестите. Во Скопје се одржа средба на 5 лидери, 3 од партиите на власт и 2 од опозицијата. Средбата е бойкотираше опозицијската СДСМ. По неколку часовните разговори и договори за дел од најактуелните прашања, премиерот Христијан Мицкоски, кој беше организатор на средбата, изјави дека е задоволен, бидејќи дискусијата била плодна, имало низа предлози и идеи, а за поголемиот дел од отворените прашања се имало исто мислење, што може би и не се случувало во изминатите 35 години државност на нашава земја, рече премиерот Мицкоски. Безбедноста во државава е на највисоко ниво и покрај актуелните геополитички случувања во светот, уверува министерот за одбрана Владо Мисајловски на свеченоста по повод давањето заклетва на младите професионални војници. На најновата листа со рангирањето на пасошите според тоа, во колку од 227 дестинации во светот може со нив да се патува без виза, македонскиот пасош бележи скок од 2 места и се најде на 38-то место. Со нашата патна исправа без виза може да се влезе во 128 држави на сите континенти. Македонија е напишана без накалемената лепенка Северна, туку само како Македонија, на списокот кој го објави американскиот претседател Доналд Трамп за тоа колкав процент од мигрантските фамилии од разни земји добиваат државна помош.
Досегашната американска амбасадорка во Македонија Анджела Агелер пред заминувањето од земјава имаше проштални средби со повеќе на функционери, министри, градоначалници и други. Во разговорите била потврдена добрата стратешка соработка, како и можностите за зголемување на соработката во повеќе области меѓу Македонија и Соединетите американски држави. Вашингтон ги запре иселеничките визи за 75 земји, меѓу кои и Републикава. Престанокот да се обработуваат овој вид визи за вселување ќе почне на 21 јануари и ќе траел додека е ревизијата на процедурите. Причината за ваквата мерка било спречувањето да се издаваат иселенички визи на лица кои би зависеле од социјалната помош по доаѓањето во Соединетите американски држави. На 11 јануари се одржа последните избори во преостанатите 4 општини и со тоа конечно во целина се заокружени изборите за градоначалници во нашава земја. ВМРО ДПМН е најголемиот победник во вкупно 56 општини, додека СДСМ само во 6. Во неделата ВМРО ДПМН победи уште во Маврово Ростуше, дуи во Гостивари Врапчиште, додека во центар Жупа во западниот дел од Републикава и натаму градоначалник останува кандидатот од Демократската партија на турците. Република Македонија годинава и во 2027-та требало да отплати по околу 1,5 милијарда евра на домашниот и меѓународниот финансиски пазар, додека во наредните 5 години земјава ќе треба да врати огромни 8 милијарди 800 милиони евра борч. Деновиве Министерството за финансии под поволни услови издаде обврзница од 1 милијарда евра со 2 транши од по 500 милиони. Првата со рок од 4 години и камата од 3,8%, а втората на 8 години со камата од 4,7%. Од добиените средства ќе се исплатела еврообврзницата што била издадена во 2020 година, тешка 700 милиони евра, а со останатите пари ќе се реализираат разни проекти. Се вели дека Македонија станала прва земја надвор од Европската унија, која излегува на меѓународниот пазар на капитал, што сведочело за довербата во овдешните политики. Опозицијската СДСМ со критики за буџетска дупка и за долгови за идните генерации, а од ВМРО ДПМН состав дека СДСМ во јавноста ширела лаги и манипулации. Македонија станува се поинтересна за странските гости кои се побројно доаѓаат да ја посетат. На прво место се туристите од Турција, потоа од Германија, Србија и Грција. Меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети апостол Павле Охрид лани обслужиле 3,5 милиони патници и 26.500 летови, што е зголемување за 10% споредено со 2024-та. Најмногу одлетување и долетување имало кон Истанбул, а потоа се Базел, Франкфурт, Цирих и Минхен. 5 земји до кои има најмногу директни летови се Германија, Турција, Швајцарија, Италија и Шведска. Од Скопскиот аеродром сега летаат 15 авиокомпании кон 49 дестинации, а од Охридскиот 3 авиокомпании до 7 дестинации. Проработи нафтоводот Солун-Скопје по 13 години. Овој нафтовод годишно можел да пренесува 2,5 милиони тони сурова нафта и нафтени деривати. Кај местото Катлановскот блаце близу Скопје беа положени венци на споменикот подигнат во чест и незаборав на 11 офицери и припадници на македонската армија и членови на екипажот, кои враќајќи се од мировната мисија во Босна и Херцеговина, се урна хеликоптерот и пред 18 години настрада во таа трагедија. 20 лица деновиве се под истрага за штета од речиси 4 милиони и 800.000 евра на државниот буџет. По извршените претреси низ Републикава биле пронајдени одземени документи, пари, оружје, лажни печати. Осомничените се од управата за јавни приходи, за даночно затајување, даночна измама, перење пари и злоупотреба на службата. А тој што го скрши стаклото од влезната врата од бугарската амбасада во Скопје не е македонец по националност и е во притвор.
Меѓутоа, некои политичари од Бугарија навредливо се нафрлија врз Македонија и македонците. Многумина велат оти во време на избори во таа земја, а некои темата Македонија одустана ја вадат. Поранешниот државен правобранител Фек Мистафа, кој беше фатен со рушвет од 50.000 евра, останува уште 30 дена зад решетки. Загина младиот охридски фотограф, снимател и продуцент Кристијан Љушев, кој во зграда, која била во изградба, паднал од 5-тиот кат во окното од лифтот и настрадал. Свирепо убиство во Богданци. Во станот во кој живееле, избила расправија меѓу мајката и синот, и тој со нож ја избодал својата мајка. Во пожар во стан во Тетово настрадал газдата, а при обид да го изгасни огнот, неговиот син со изгореници завршил во болница. Уште 3 информации. Повеќе од половина век, оваа популарна радиопрограма Оро Македонско се емитува на северноамериканскиот континент, а се слуша и надалеку во светот, афирмирајќи ги македонското име, јазик, минато и сегашност, музика и вистина. Оваа голема мисија на Оро Македонско продолжува благодарение на поддршката, разбирањето и добрата воља од Алек и Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони. Па вие секогаш кога сакате да купите камион нов или постар, побарајте ги Алек и Димитар. Што се однесува до времето, во неколкуте изминати денови без врнежи кои беа и нешто потопли, веќе се очекува нов бран од дош и снег на планините и постудено време. Од врнежите во изминатите недели, водостојот на Преспанското езеро само за 24 сата бил зголемен за 3 сантиметри. Охридското изминатите недели е зголемено за 10 сантиметри, а реките во најголем дел се намалуваат. Еве тоа беше изборот на информациите за ова јавување одовде од наша Македонија, за радиопрограма во Оро Македонско. На сите вас, драги слушатели и пријатели, драги брајке и сестри, ценети наши македонци, почитуван колега, уредниче и водител, Бошко Рајчовски Пелистерски, ви посакувам да сте среќни и најсреќни, да сте весели и успешни, каде и да сте, со кого и да сте. Водици во Русија. Ныне и пресно и во веки веков. Ен Јордан ботизен до те туда. Владиката влезе во реката во овој момент. Бог се јави, навистина се јави. Свеченост за водици на камениот мост во Штип. Овој свечен чин ќе остане запаметен по инцидентот кога двајца од 50 на скокачи останаа да лежат во реката и буквално да се борат за Светиот крст. После неколку минутно натегање, крстот го зеде оној кој што не стигна прв до него, а и после укажувањето на владиката Иларион да го предаде, не сакаше да го стори тоа. На крајот сепак преовлада разумот и Светиот крст му припадна на Наумче Балевски, кој беше најбрз и кому му беа доделени подготвените подароци. Ни го зема од раци крстот. Кој што сите се расејавне, го фаќам крстот и почнав со заканото не е убаво. Меѓутоа, владиката Иларион не остави ова да помине неказнето. Веќе настана еден немил настан, затоа предложивме се додека се смират луѓето, крстот да остане во црквата ова година
а в година, ако се следат работите како и годините наназад, повторно ќе биде крстот носен из градот. Бидејќи крстот ќе биде во црквата, ќе можат сите верници кои сака да дојде, да се поклони и во црквата и да го целива крстот во соборната црква во Свети Никола. Еден час порано свет крст во водите на Брегалница се фрлаше во Штипско Ново село. Таму најуспешен беше 29 годишниот Антонио Станков. Втор пат го фаќам. Прв пат ми беше у 2018. Токму во Ново село пред 6 години се случи големиот скандал, кога Борислава Васкова го фати крстот, за да веднаш потоа на најподол начин и биде одземен од раце. Подосна, овој немил настан беше инспирација за филмот Господ постои, името е Петрунија. Драги ценати слушатели, најторжествено ги одбележавме новогодишните и божикните празници. Но нови во Македонија, а посебно денес во сите македонски црквени општини во Европа, Австралија, а посебно во Америка и Канада, во оваа студено време нурка да го фата честниот крст и се прашуваме која е та Божја сила или магична привлекување на денешен ниски температури да се нуркаат по осветениот крст и пак се прашуваме што е тоа што не обединува. Драги слушатели, празниците Божик и Великден се големи празници. Православната и католичката црква ги одбележуваат најубаво, но празникот Водици, посебно кај нашата македонска православна вера, се прославува многу торжествено. Која е таа Божја сила, пак ќе речам, или магична привлекување на Охридското езеро да се соберат околу 30.000 присутни, а владиката Тимотеј го фрла с честниот крст во езерото и околу 700 души ќе нуркаат да го фатат крстот. Или пак поглаварот Господ Стефан во водите на Вардар ќе го фрли крстот и околу 300 верници се фрлаат да го фатат честниот крст. Се прашуваме што е тоа што не обединува верата православна, името македонско. Каква е таа Божја сила на ниски температури да се фрламе по крстот? Не само во македонските цркви и во сите цркви низ Америка и Канада, низ цел свет се одбележува овој голем празник. Честниот крст се фрла во водите на Преспанското Дореанското езеро, во реките Бегалница, Дрим, Црни Дрим, Црна река и други места се фрла честниот крст. На сите оние кои го фатија честниот крст им честитаме и со желба цела година да ги прати среќа. На вас кои го носите името Бошко, Богоја, Богданка, Богдан, Фоте, Јонче, Јонка, честит именден.
Бог се јави. Кога во Јордан те крштаваа тебе, Господи, се покажа поклонувањето на Пресвета Тројца. Родителскиот глас сведочеше за тебе, именувајќи те за возлюбен син. И духот во вид на гулаб ја потврдуваше вистинитоста на тие зборови. Христе Боже, кој се јави и светот го просветли слава ти. Во овој момент, драги слушатели, имаме видео пред нас, голем број на свештеници, владици на реката Јордан ја осветуваат водата и го пуштаат гулабот. Ево по трет пат го фрлија гулабот да лета. На 19. јануари го славиме празникот Богојавление или Водици. Кога Исус навршил 30 години од телесното раѓање, го започнал својот учителски и спасителен подвиг, а почетокот на тоа го означил примајки крштение на реката Јордан. Во мигот на крштевањето, на светот му се објавила онаа тајна која во Стариот Завет само се навестувала, а тоа е тајната на Божествената Тројца. Па така, додека Христос се крштевал од Свети Јован Крстител, се јавил од небесата Отецот и посведочил за Исуса велејки: овој е мојот возлюбен син, него послушајте го. Духот Свет се јавил во вид на гулаб. На овој начин, на Богојавление, ни се откри евангелската вистина за троичноста, тоест
неразделноста на Отецот, Синот и Светиот Дух. Отецот му се јавил на сетилото за слух, Духот на сетилото за вид, а Синот дури и на сетилото за допир. Во моментот кога Свети Јован Крстител го потопил и крстил Исуса во Јордан, пророчки рекол: еве го јагнето Божјо, кое на себе ги зеде гревовите на светот, предучувајќи ја Христовата мисија и патот на нашето спасение. С оглед на тоа дека главната улога на Свети Јован се остварила на денот на Богојавление, древната црква денот по Водици, поточно 20 јануари, му го посветила на неговиот спомен. Свети Јован Крстител се прославува неколку пати во годината, но народот најмногу го празнува овој ден. Меѓу евангелските личности околу Спасителот, тој има посебно место и според начинот на доаѓањето во светот, и според улогата на крстител на луѓето за покаяние, и како крстител на Месијата, најпосле и според трагичното заминување од овој живот. Свети Јован се одликувал со толкава морална чистота, што навистина можел попрво да биде нарекуван ангел, одошто смртен човек. За многу години. Водици во Русија. Ныне пресно и во веки веков. En Jordan baptizen do te tуда. Владиката влезе во реката во овој момент. Животворен Твој дух, сега и секогаш и во вечни векови. Во Јордање крштајуш ко свјатем е Господи, Троическо е јависја поклонение, родителе по глас, свидетелство ваше Тебе, возлюблена од ја, Сина именуја. Еве, крстот е положен во водата, момчињата се пуштија по крстот да видиме кој ќе биде најбрз во неговото фаќање. Инаку карактеристично за празникот Водици е тоа што тој се празнува во помали или поголеми групи што се викаат компании, кумства или братства. Еве го, среќното момче кој го фати крстот. Некаде тие групи се формираат помала, некаде по фамилии. Сите членови од компанијата се сметаат за роднини, меѓусебно се обраќаат со Свети Јоване или побратиме. Според тамнешните сваќања што ги прифатила и црквата, кумството е сродство како и крвните роднини. Секоја компанија има свој кум, кого уште го викаат и Свети Јован. Тој го чува крстот една година, од едни до други водици, што значи за тоа време го има кумството. Менувањето на кумството се врши по строго, во становен ред, најчесто по старост. Инаку на денешен ден, имен ден празнуваат Богдан, значи даден од Бога, Богдана, Божана, Бојан, Бонка, Богомил, значи мил на Бога, Јордан, Данчо, Јорданка, Данка, Даница,
Дарин, Јован, Јованка, Јоана. Брзи се водите на реката Вардар, тешко излекуваат момчињата од водата, но за среќа имаат помош од екипите на Црвениот крст. Родителе, Бога, свидетелство ваше Тебе, возлюблена год ја сина именуја, и духовите голубиње, известуваше словесе утврдение, јавлејс ја Христе Боже, и мир просвеште и слава. Еве повторно го гледаме чинот на фрлањето на крстот, положувањето на крстот во водите на реката Вардар и сретното момче кое го фати годинава Светиот крст. Голема радост за него. За кратко ќе имаме можност да го слушнеме и неговото име. Тој ќе биде даруван со богати подароци, но најголемиот подарок за него е крстот, кој треба да му донесе радост и среќа целата година. Своето крштевање во реката Јордан, Исус ги осветил водите. Така по осветувањето водата престанува да биде вода на падот и станува вода на обновувањето, бидејќи се соединува со несоздадената благодат Божја. Возлюблена год ја сина именуја, и духовите голубиње, известуваше словесе утврдение, јавлејс ја Христе Боже, и мир просвеште и слава Тебе. Не се јави за многу години. Ристовски Александар. Тешко ли беше на овој ладен ден да се стигне? Никогаш не е тешко од 2012 секоја година наваки. Ова ми е трет пат, 2013, 2015 и 2020, за многу години нека е. Од Прилеп. Тука доаѓате да пливате за секоја година од 2012 година. Никогаш не сум се откажал и нема да се откажам додека можам. Кажете ми која е символиката на тоа што го фачите крстот? Символиката, ние само за здравје, за среќа, за таква символиката, крстот на сите ни е голем символ. Ние знаеме, сите веруваме во Бога, тие што веруваме, сите, јас мислам оти многу голем дел на има верници што веруваме во Бога. Сум тебе среќа. Секоја година, секоја година. Што ги порачаш на верниците? На верниците ќе им порачам само здравје, среќа, љубов, а на младите ќе им порачам да бидат поактивни секоја година, да има повеќе во поголем број да бидиме и да се капат и младите, да не се откажуваат, да не бегаат. Кој Трендафилов како заменик градоначалник му доделувате телевизор на најсречниот? Телевизори од Златара Перо, повели. Фала. Повели, ова е за тебе. Фала. Уште еден подарок има? Да, од Зегин традиционално ко секоја година, со среќа нека ти е за многу години. Фала. Неколку збора. Значи, вака, кавадарчани, како и секоја година, масовно се собраат да го одбележиме големиот христијански празник Водици. Јас би сакал на сите да им го честитам празникот, на сите православни верни, да им посакам среќа, здравје, беричет, на сите оние кои што си го носат името да им го честитам денешниот имен ден и пред се и над се на сите овие храбри момци и пред се на Александар да им честитам што го фати крстот, многу среќа и многу здравје. Фала многу, а вие да продолжите како општина да градите и да не престанувате. Фала. И уште едно да кажам, денеска ми е роден ден, па ете Господ сакал да ми го даде крстот. За многу години. Александар, Бог се јави. Навистина се јави.
Бог се јави, Александар, Бог се јави, Бог се јави, да си здрав и жив, нека ти е честито и од Бога благословено, Господ Бог да ти дава сила да издржуваш секакво искушение и се поздрав и подобар да бидиш и во твојата фамилија и на професионално поле. Сега ние имаме едно скромно внимание за вас, што го фативте крстот, ќе се средите и ќе дојдете горе во Свети Димитрија, значи, ќе се видиме, ќе се напиеме по едно чајче и според традициите и обичаите што треба, така ќе се договориме и за крстот. Да сте здрави и живи, Господ да ви дава се најдобро во животот. Ден кога нашата света црква се радува, сите православни христијани се радуваат, крштевање нашиот Спасител Господ Исус Христос, уште наречен Богојавление или Водици. Овој празник се нарекува Богојавление затоа што токму денеска Божествената Света Троица слегнува, се јавува, што значи дека Бог Отецот говори за Синот, ова е мојот возлюбен Син, кој е по мојата волја. Синот Божи се крштева од Јована во реката Јордан, а додека Светиот Дух во вид на гулаб при крштевањето, кога излегува од водата, Синот Божи слегнува на него, односно слегнува врз оној кој што се крштева, за да не се помисли дека гулабот слегнува на некој друг. Светите отци не случајно ни велат дека со опевањето на пофалната песна или тропарот во Јордане крштајуш Сија Тебе Господи, се е опфатено за значењето на овој празник и суштината на овој празник. Се вели дека на овој ден имаме потврда за поклонувањето на Света Тројца. Кај нас во Кавадарци и пошироко овој ден е наречен Водици затоа што се благословени сите води, се благословуваат токму на овој ден сите води. Господ водата ја створил како природа да осветува, да оживува и да оживотворува. Истан празникот на сите кои што се чествуваат и слават име, нека им е вечно името и ве поздравувам. Бог се јави. Навистина се јави. Бог се јави. Навистина се јави. Бог се јави. Навистина се јави. Нека Бог се јави, навистина се јави. Бог се јави, навистина се јави. Бог се јави, навистина се јави. Од мојата колешка Анета следува и оваа соопштение. Ако сакате помош и насоки за брзо и сигурно стекнување на америчко државјанство Citizen, ви нуди приватни часови лично или на онлайн по договор. Контакт Анета Коруновска 630-432-9371 или на anetakorunovska@yahoo.com. Е прекрасна терапија за срцето, умот и слободата. Затоа не губете време. Слободно јавете ми се за брзо букирање и организирање на секаков вид на патување со причина или без причина. Wedding party, cruise, graduation, концерт, романтик. Сакате и автомобил рент? Да, тука сум јас. Јас, Анета Коруновски, ќе ви помогнам во се, а ваше е да уживате во вашиот живот. Ако сте со вашето семејство, ќе имате изненадувачки дискаунт. Пиес! Празници се ближат. Побрзај. Контакт 630 432 9371 630 432 9371. А јас, Travel Agent Анета, ќе ви одговорам на повикот. Водици или Богојавление е ден на кој што според христијанското предание Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан. Со овој празник завршуваат не само 12 така наречени некрстени денови, туку и циклусот на зимски празнувања во кои што спаѓаат уште и свеченостите поврзани со Бадник, Божик, Нова година, Василица и слично.
Водици се празнува 2 дена. Првиот ден, 19 јануари, освен Богоявление и Водици, уште се вика и во Јордање и Машки Водици, а вториот ден, 20 јануари, собир на Свети Јован Крстител, уште се вика и Женски Водици. Во продолжение да погледнеме дел од изјавата на отец Игор, кој што повеќе објаснува за самиот празник. Спаѓа во еден од големите господови празници. Во црквата фактички имаме ние 12 големи празници и Богојавление или Водици, како што го викаме, паѓа веднаш се прослава после Божик, односно 12 дена после Божик. Богојавление се нарекува затоа што на тој ден Господ Исус Христос ја почна својата проповед. Ја почна на тој начин што се крсти во реката Јордан од страна на Јован Крстителот и претечата Господов. Тоа е нешто што го прославува црквата, бидејќи на тој ден се јави Света Троица, односно се покажа Света Троица. Тајната за Света Троица, значи за нашиот Бог, беше во Стариот Завет зацкриена. И токму со раѓањето Христово и со раѓањето на реката Јордан, каде што се крсти од Јован Крстител, се покажа тајната на Света Троица. Затоа го нарекуваме Богојавление. Бог се јави. Видиме дека овој празник, значи, е 12 дена после Божик. Меѓутоа, празникот не само на 19, нели, како што велиме Богојавление, тој почна не само и претходниот ден на 18, водопост, што го нарекуваме или водокрст, затоа што празниците, посебно кога се поголемите, имаат свој предходно, пред да почне празникот, пред празненство ги нарекуваме ние. Тоа се денови кога, значи, се подготвуваме во црквата со празнични песни на самите богослужби, за да го восприемиме многу подобро празникот кој што ја доаѓа. Например, за Богојавление, неколку дена пред да почне, велам, значи имаме предпразнични песни кои што ги пееме на утрената, на вечерната богослужба, иако нели секој ден е посветен на некој светител, и овие денови како што сме денес, но сепак имаме дел од службата кој што е предпразнично ни се најавува настанот кој што треба да биде. Тоа беше изјавата на отец Игор, каде што детално објаснуваше за самиот празник, за самиот денешен празник. Денеска традиционално во Охрид, каде што е најмасовната манифестација за овој ден, но и во цела Македонија, во речиси сите населени места. Свештениците го фрлаат ритуалниот крст во некоја поголема вода, река, езеро или базен, а луѓето скокаат во вода и се обидуваат да го фатат крстот. Се смета дека на тој ден сите води се крстени и исто така онај кој што ќе го најде крстот ќе биде среќен во следната година. Овој ритуал го символизира влегувањето на Христос во реката Јордан. Оваа година во Охрид имаме многу ниски температури. Според Самник на Македонската православна црква. Еве, го видовме осветувањето на водата, која служба се служеше, може да се каже, или што се пред самото осветување на водата и пред фрлањето на таа света вода во езерото? Значи се направи големиот богојавленски водосвет, кој, како што кажавме претходно, се прави вчера, се прави денес, и се спуштањето на крстот во светите води всушност го означи посветувањето на водите. И сега, водици на 18, веќе кажавме водопост, на 19 Богојавление или водици, на 20 Свети Јован. Денешниот ден е уште познат како машки водици, а утрешниот 20 како женски. Зошто? Пак ќе кажам, тоа е некоја народна традиција, Кузма Шапкарев зборува за тоа, но се задржало и во народните преданија. Меѓутоа, тоа нема некаква црковна позадина
може би тоа се случило така затоа што во минатото, нели, како причина ќе го поставиме конзервативизмот кој постоел, значи може би не се капеле заедно во ист ден во езерото машки и женски, па одлучиле така да го направат тоа, да можат и припадничките на женскиот пол да влиза во светината вода. Да, меѓутоа мир на сите Твоему. Сами сега, Владико, осветија ова вода со Твојот свет дух. Амин. И дај на сите што се допираат до неа или си причестуваат имејат со неа осветување, здравје, очистување и благословување. Спаси ги, Господи, помилуј сите благочестиви христијани кои овде присуствуваат и се молат, и запази ги под Твојот покров, во мир покори им секаков непријател и противник, дарувај се што просат за спасение и живот вечен, да се прослави од стихиите, луѓето и ангелите, видливи и невидливи, Твоето пресвето име, со Отецот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. И удостојне преку причестувањето со ова вода да се исполниме со Твоето осветување, а тоа да ни биде, Господи, за здравје на душата и телото, зашто Ти си нашето осветување, Тебе слава Ти вознесуваме, благодарност и поклонение, со Твојот безпочетен Отец, пресветиот благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Православни христијаном нашим, нашо противие даруја, и Твоето нека Сојузу святете, Господи, Троичестве јави ся, поклонителе, богласвидетелство ваше Тебе. Велик си, Господи, и чудни се Твоите дела, и ниједен збор не е доволен да ги испее Твоите чудеса. Велик си, Господи, и чудни се Твоите дела, и ниједен збор не е доволен да ги испее Твоите чудеса. Велик си, Господи, и чудни се Твоите дела, и ниједен збор не е доволен да ги испее Твоите чудеса. Народ ми се собра до пристаниште, крстот ќе се прла за Христо крштение. Господи, езеро свето сино, лече со вино, преснати пејме ние, за во Јорданije. Водици празник голем, нашиот корен, душа сила мија, во света Софија.
Спонсор на денешното интервју е Wilbrook Kia for Motor Company, телефон 630-986-5000. Почитувани слушатели, пред да ви донесеме извадоци од фрлањето на честниот крст во студените води на Охридското езеро, каде имаше околу 30.000 присутни, а околу 150 верници се фрлија во езерото, потоа Преспа, Дојран, Вардар, Беласица, како и Црна река и други места. Се прашуваме, која е таа Божја сила на оваа ладно време да се фрлиш во ладните води? Тоа е Божјата сила. Бог се јави, навистина се јави. Попотпадна фрлајќи го крстот, да слушнеме. Да, во момент и свештеникот падна. Водици при Македонската црква Свети Петар и Павле во Крампон, да слушнеме. Steve, you're going to do that one day. Водици во Дупени Бич. Христе Боже, и мира Божество и слава, а Тебе. Фрлање на крстот во Ботевград, Бугарија. Ако во Штип и се одзеде на девојката која го фате крсто, овдека се степаја двајца башки за крстот. Фрлањето на крстот во Плодночани се уште е број 1. Крстот се фрле во коритото од чешмата да го фатија. Драги слушатели, од името на нашата радиопрограма Оро Македонско ви го честитаме празникот Водици, посебно на нашата сестринска црква Свети Јован Крстител од Нью Ричпорт
Флорида, честит патронниот празник, а на сите вас кои го носите името Бошко, Богоја, Фоте, Јонче, Јонка, честит именте. Кон оваа честитка се приклучуваат нашите спонзори за многу години водици од Лил Сизар, Пица и фамилијата Илич, Вилбур Кија Форд Кар дилер и менаџерот Менди Талевски, Алек и Димитар, партнери на двете компании Infinity Truck Sales и Truck Partner Company. Честит празникот водици од председателот на Македонската алијансија Ѓорѓе Ѓорџ Атанасовски, идниот Кинг Ѓорџ, заедно со братот Јосиф. Колку близко е телефонот, толку близко е стариот крај ако патувате преку Mac Travel Agency и Лили Маркович. Доктор Луј и доктор Христофор Хачес од заболекарската ординација во Стерлинг Хајтс ви го честитаат празникот водици. Прогребалните куќи Менџи Funeral Home и Ворен Funeral Home. Спиро Трајчевски заедно со својата сопруга Весна од First Development од Далас, Тексас, ви го честитаат празникот водици со желба цела година да ве прати добро здравје и се најубаво. Трета среќа за Кристијан Ниневски од Козле.
29-годишниот скопјанец на централната манифестација за водици најбрзо исплива до Светиот Крст. Точно напладне, поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан, го спушти крстот во водите на Вардар, а Ниневски имаше најголемата среќа од 130 пријавени кои скокнаа од кеот. Доби подароци од МПЦ, градот Скопје и повеќемина спонзори, кои му посакаа добро здравје и многу успеси. Бог себе да сте живи и здрави сите. Не, трет пат го фаќам крстот, се пробам оскуп пат. Браво. Ајде, Боби. Кристијан Ниневски. Може да го бачим? Може. Ајде. Живи здрави. Чествувањето почна од храмот Рождество на Пресвета Богородица, каде со божествената литургија чиноначолствуваше поглаварот на МПЦ. Потоа со црковна поворка, крстот беше донесен до мостот Слобода, од каде архиепископот порача дека на богојавление се слави јавувањето на Бога пред човечкиот род. На денешен ден, пред 2000 години, Бог ја открил предвечната тајна за своето трипостасно постоење. Гласот на Отецот сведочил од небесата, Синот се крштевал во водата, а Светиот Дух слегол во вид на гулаб. Ете тој неповторлив настан на богојавлението означил промена на односите меѓу Бога и човекот и воопшто меѓу Творецот и Творението. На манифестацијата дојдоа илјадници граѓани, како од Скопје, така и од другите градови. Присутно беше и засилено полициско обезбедување, но и тимови на Црвениот крст и спасувачи за евентуални немили случувања кои изостанаа и годинава. Мартин Арсов, Сител телевизија. Јас сум Стојановски Благојче Туше, а вие слушате македонска радиопрограма Оро Македонско. Можеби најважниот човек во македонската литература меѓу двете војни. Напишал две важни студии: Богомилите, кратка расправија за историјата македонска, и развојот на една нова книжевност. Неговата единствена збирка песни, Бели мугри, напишана е на македонски јазик и објавена во Загреб во 1939 година. Тој е изразито пролетерски и социјален поет. Денес не може да се замисли ниту една антологија на македонската поезија без неговите тутуноберачи, копачи, Денови и Ленка. Откако Ленка остави кошула тенка ленена, недовезена на разбој, и на налом ја отиде тутун да реди в монопол, лицето й се измени, веќе падна ја надолу и усти свија кораво. Не беше Ленка родена за тие пусти тутуни жолти отрови за гради китки розови. Прва година помина, грудка в срцето й легна. Втора година намина, болест ја вгради и скина. Трета година, земјата на Ленка покри снагата. И ноќе, кога месечко гроби со свила виеше, ветерчок тихо над неа, жална и тага рееше. Зошто остана кошула недоткаена, кошула беше даровна. Толку. Пензија да дочека, чеј да виде сметкиве, за сната джемче, за внуците кремче, за зетот мренче. Мајката да му е малу да се налути. Ама и то ме заболе сепа, тоа ќе се налути. За струја улку, за вода толку, за џубре и то не собрано улку. И мрежарина 200. Каква мрежарина бе мрежа научи ди фати? Абе, одо што ќе живееме ја и женава што ќе остане од пензијава? Морени мренчени кленче, жено остануј, пакуј се и бегаме в село. Да дај Господ в пензија да влеза, 2 недели ќе пијам и меза, на третата шешири одело, со
женава, веднаш бегам в село. Доста ми е од градска гњаважа, в село ќе побегнеме без никому да кажа. Цел живот сум работел, снага не сум штедел, сум работел джабе, джабе не сум седел, пензија сум заслужил, поштено и честно, должен не сум останал на ниедно место. И секој што ќе разбере за мене што чуе, секој исто ќе ви каже, алал нека му е. Да дај Господ Севишен, здрав и жив да видам, ој пензионерот, да ми ти го видам. Да влеза, 2 недели нема да се трезна, ќе ги викнам сузето и стојна, да ми пејат све до зора рујна. Пензијата им ја давам сета, и пари од печурките од задни 2-3 лета. Цел живот сум работел, снага не сум штедел, сум работел джабе, джабе не сум седел, пензија сум заслужил, поштено и честно, должен не сум останал на ниедно место. И секој што ќе разбере за мене што чуе, секој исто ќе ви каже, алал нека му е. Да дај Господ Севишен, здрав и жив да видам, ој пензионерот, да ми ти го видам. Две жални вести. Во последните 4-5 недели починати се 4-5 љубанци. На 91 годишна возраст во Кранпон, Индијана, почина Љупчо Германски Стојановски. Останаат да жалат синовите доктор Дени и Алек со своите фамилии. На тој свет во нова куќа ќе го пречека сопругата Спаса. Уште еден љубанец на 84 годишна возраст деновиве почина Миле Трифуновски Милошевски. Останаа да жалат сопругата Веса со децата, ќерката Ненси и синот Джан со фамилиите. Бог да ги прости двата љубанци Љупчо Германски и Миле Трифуновски. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.